Добре дојдовте во Централниот дневник на КТВ телевизија, а ова се настаните кои го одбележаа денот. Техничка вест од областа на инфраструктурата. Кога градската инфраструктура е во прашање, да напоменеме дека во тек е обележување на хоризонтална сигнализација на булеварите Никола Минчев и Македонија, како и на улиците Ѓорги Соколов и Блажо Алексов, за поголема безбедност во сообраќајот. Изведувач на работите е јавното предпријатие Паркинг. А исто така поставени се и 4 нови фонтани, како дел од урбана опрема на повеќе фреквентни локации, со цел унапредување на јавниот простор и подобрување на условите за граѓаните. Изведувач на овие работи е фирмата Метал Апостолов. Одбележан 5 мај, денот на македонскиот јазик. Нашиот јазик не е само средство за комуникација, туку жива традиција, културно наследство и темел на нашиот идентитет. Денес го славиме она што не поврзува, не обликува и не прави свој, македонскиот јазик. Во библиотеката Феткин Кавадарци јазикот не е само средство за комуникација, туку жива традиција, културно наследство и темел на нашиот идентитет. Ние го негуваме, го чуваме и пренесуваме на генерациите како највредно богатство. Македонскиот литературен јазик како стандарден облик се оформува по Втората светска војна со неговата официјална кодификација во 1945 година. Тој е резултат на вековна борба, љубов и посветеност на многу преродбеници, писатели и научници, кои верувале дека јазикот е срцето на еден народ. Од првите идеи за неговото утврдување до денешната негова широка употреба, македонскиот јазик останува сведоштво за истрајноста и духовната сила на народот. 5 мај, денот на македонскиот јазик, не е само датум, тој е потсетник дека јазикот треба да се почитува, да се користи правилно и да се пренесува со гордост. Тој е нашата мисла, нашата песна, нашата приказна. Да го чуваме, да го негуваме и да го сакаме македонскиот јазик, затоа што во него живее нашето минато, сегашност и иднина. Општина Росоман стана дел од проектот Повардарие.мк. Станува збор за меѓуопштинска соработка помеѓу 11 општини за развој на регионот како туристичка дестинација. Општина Росоман станува дел од ДМО Повардарие, форма на меѓуопштинска соработка помеѓу 11 општини, создадена со цел заедничко управување и развој на регионот како туристичка дестинација. Организацијата има за цел да го поттикне економскиот развој преку одржлив туризам, како и да обезбеди усогласен пристап во планирањето, промоцијата и унапредувањето на туристичката понуда на регионот. Преку овој модел, Повардарие се позицира како поврзана и препознатлива туристичка дестинација со јасна визија и долгорочен развој, а Росоман дефинитивно е дел од приказната за Повардарие. Во последните година дена креирани се над 15.000 нови работни места. Според премиерот Мицкоски, актуелната состојба е 710.000 вработени и под 90.000 невработени кои се пријавени. Па во последните година дена, благодарам на прашањето, се креирани повеќе од 15.000 нови работни места. И доаѓаме до една состојба која што во моментот е околу 710.000 вработени и под 90.000 невработени, кои што се пријавени. Ако во тие под 90.000 невработени имаме, да речеме, околу 30.000 земјоделци, невработените се водат како работоспособно население од 15 до 65, тоа се две генерации, 15 и 16 години средношколци, а средното образование е задолжително. Ке дојдеме до бројка од отприлика не повеќе од 35-40.000 невработени, што представува некаде под 5% од работоспособното население.
И ова е историски најниско ниво од било кога од кога постои независна Македонија. Што е резултатот од ваквата поддршка на владата? Значи поголема инвестициска активност. Ние 6 квартали поред растеме реално со 3,5%. Ако се погледа номиналниот бруто домашен производ за 26-та, не според владата, не според Христијан, според Меѓународниот монетарен фонд, ќе биде околу 22 милиарди долари. И кога овој период на оваа влада ќе се спореди со периодот на претходната влада, за 3 пати е поголем растот на номиналниот бруто домашен производ. Во услови кога бруто домашниот производ во рамките на еврозоната расте под 1%. Тоа е разликата и тоа се емпирија, тоа се работи што се споредуваат. Ние не можеме сега да споредуваме работи што не се споредуваат. Или да зборуваме на основа на тоа што ние го замислуваме. Ова се бројки. И тоа е резултат на ова инвестициска активност од страна на владата, не само поддршката кон стопанството преку субвенционираните кредити, каде што каматната стапка е по 2%, 1,95%, туку и преку овие проекти, еден од тие проекти е овој кој што го гледаме тука, такви имаме повеќе од 1200 во моментот. Значи 1200 градилишта се случија само во последните 2 години проекти кои што се директно за заедницата преку локалната самоуправа. И тука владата не бираше дали се тоа градоначалници од ВМРО ДПМН или од владината коалиција. Во сите општини под еднаков критериум се инвестира и ценам дека овој проект кој што досега акумулираше приближно на половина милиарда евра, прилично доста влијае во целиот овој процес. Наместо ученици, како досега во училишните ходници и дворови, ќе дежураат наставници. Министерката за образование Јаневска потенцираше дека за безбедни училишта направиле многу, но се уште треба да се работи. До безбедни училишта направивме многу за да стигнеме, но треба уште многу да се направи, тоа е факт. Неколку прирачници, неколку упатства дистрибуирани до самите училишта и до општините. Вчера веќе најавив дека ќе бидат обврзни дежурствата на наставниците во училиштата, како во ходниците, така и во училишниот двор. Факт е дека тоа во некои училишта постои, но во огромен број на училишта и не постои. Во едно време, еве ќе ве потсетам дека сега во разговор со градоначалникот разбрав дека плаќа 6 милиони денари за обезбедување. Во едноминато време наставниците го правеа тоа и имаше подобро воспитување на децата отколку да ги трошиме парите на некој кој не е вклучен во образовниот процес. Тие што се вклучени во образовниот процес, наставниците, стручната служба, но секако и родителите треба да помогнат во воспитувањето на децата, а добро воспитани деца всушност обезбедуваат и добри безбедни училишта. Ја зајакнуваме улогата на наставникот на секој можен начин, бидејќи тие се клучот, како во образованието, така и во воспитувањето. Но апелирам до родителите, малку повеќе внимание и прифаќање на сугестиите од наставниците. Дел од родителите несвесно или свесно не ги прифаќаат сугестиите на наставниците. Се докажува дека е погрешно. Малку повеќе почит кон наставниците и полека ќе се средат работите. Документите за Груевски во Правда се институционално заробени или намерно блокирани. Генералниот секретар на Социјалдемократскиот сојуз на Македонија, Александар Саша Димитриевиќ, обвини на денешната пресконференција. Министерството за правда вчера соопшти дека постапката за Груевски се води институционално и без политички влијанија. Прашањето на кое треба да одговорат Филков и Министерството за правда е многу едноставно и јасно. Дали ги испратија документите за екстрадација на Никола Груевски или не? Наместо да одговорат на ова основно прашање, се кријат зад бюрократски фрази. Велат дека комплетираат документација. Еден месец не можат да ја комплетираат документацијата. Дали се неспособни или не сакаат? Полска ги заврши
и ги предаде документите за еден ден, откако идниот премиер на Унгарија, Петар Маџар, ги спомена политичарите од нивната земја. Маџар посебно го спомена Груевски и рече дека Унгарија нема да биде депо за криминалци. Полска веднаш реагираше, а кај нас еден месец тишина. Владата на Мицковски не превзема ништо. Очигледно, Мицковски, Филков и нивната влада не сакаат да го вратат Груевски. Тие свесно го штитат. Наместо институционална постапка за екстрадиција, гледаме институционална заштита на криминалецот Груевски. Граѓаните заслужуваат јасен одговор. Зошто документите се заглавени во Министерството за правда и не се испратени? Доаѓа времето на вистината, правдата и одговорноста. СДС и Филипче велат дека се проевропски, а одржуваат проруски врски. Според Манасиевски, почесниот конзул на Белорусија во Македонија добил 77 државни тендери во вредност од 141 милиони евра. За СДС, Филипче и неговиот ментор Заев, патот до Европската Унија мора да биде преку национални предавства и обезличување. Затоа Филипче вели дека немаат проблем да подпишуваат се, уште веднаш, и да прават секакви отстапки без притоа да има било каква гаранција за Македонија. Истовремено, СДС и Венко Филипче се представуваат како проевропски и зборуваат за европски вредности, а одржуваат проруски врски. Така му дадоа македонско државјанство на прорускиот бизнисмен Александар Онишченко, човек кој избега од Украина поради перење на пари и корупција, а кој Заев и Филипче го пречекаа со отворени раце. Друг ваков пример за шемите на Заев и Филипче е случајот со Борче Марковски, почесниот конзул на Белорусија во Македонија, кој благодарение на Заев и Филипче доби 77 државни тендери, од кои 66 беа од СМ, во вредност од 141 милион евра. Да не ги заборавиме и бизнис шемите поврзани со прорускиот бизнисмен Миодраг Давидовик Дака, за кој Заев ден по формирањето на владата во 2020 година менуваше детален урбанистички план во Тетово, за да му овозможи на Дака да изгради 2000 стамбени единици вредни 200 милиони евра. Почитувани граѓани, јавноста е доволно запозната со сите овие случаи, како и со политиките кои Социјалдемократскиот сојуз ги водеше додека беше на власт. СДС и Венко Филипче во нивниот обид за ребрендирање како проевропски, веројатно мислат дека граѓаните имаат заборавено на нивните криминални шеми. Кавадарци ќе биде домаќин на државните надпревари за училишни хорови и оркестри. Надпреварите ќе се одржат во Домот на културата Иван Мазов Климе во среда и четврток, 6 и 7 мај. Особена чест и задоволство е што општина Кавадарци е домаќин на државните надпревари на училишни хорови и оркестри во организација на Сдруженијето на музички педагози на Република Македонија. По тој повод се покануваат сите љубители на музиката да присуствуваат и да уживаат во талентот, трудот и креативноста на младите ученици од целата држава. Надпреварите ќе се одржат во Домот на културата Иван Мазов Климе во Кавадарци со почеток од 11 часот во деновите 6 мај, среда, кога ќе настапат училишните хорови, и на 7 мај, четврток, кога ќе настапат училишните оркестри, да им дадеме поддршка на младите музичари и заедно да ја славиме уметноста. Продолжуваме со настаните од спортот. Градскиот фудбалски клуб Тиквеш му се заблагодари на комплетниот стручен штаб. До крајот на актуелната сезона со клубот ќе раководи косопственикот Цезар Браво со помош на повозрасните фудбалери. По одржувањето на состанокот на акционерите, односно собствениците на Градскиот фудбалски клуб Тиквеш, клубот излезе со официјално соопштение за важните промени во пресред на последните 3 кола. Клубот ги раскина договорите со шефот на стручниот штаб Борче Христов,
со неговите асистенти Благој Левков, Трајче Стојковски, Иван Чешиков и со спортскиот директор Љупче Трајковски. Од денеска целото раководење со клубот го превзеде собственикот Цезар Браво, кој ќе раководи со клубот до крајот на актуелната сезона, а ќе му помагаат повозрастните фудбалери кои ќе бидат задолжени за тренинзите и самите надпревари. Собственикот Цезар Браво денеска пред медиумите даде и кратка изјава. We get to decide about the coach and staff. This is not about the performance of this year. So we came here for the new project and we want to make preparation for the next year. Last 3 games we want to see our all players, what we have, and we want to be ready for the next year just. Фудбалската федерација покрена дисциплинска постапка против градскиот фудбалски клуб Тиквеш. Постапката се покренува заради фактот што навивачката група Лозари 38 пати употребила пиротехнички средства и стакнала банер со навредлива содржина кон Фудбалската федерација на Македонија. Комисијата за надпреварување при Фудбалската федерација на Македонија на вчерашната седница покрена дисциплински мерки по настаните од надпреварите во 30-тото коло од првата македонска фудбалска лига. На надпреварот помеѓу градскиот фудбалски клуб Тиквеш и Арсими, што се одигра во Кавадарци, било констатирано сериозно прекршување од страна на домашната публика. Навивачката група Лозари употребила пиротехника, при што 38 пати биле фрлани пиротехнички средства на теренот. И покрај двете предупредувања преку разгласот, инцидентите продолжиле. Дополнително бил истакнат и провокативен банер со навредлива содржина кон Фудбалската федерација, кој бил отстранет по интервенција преку спикерот. Поради овие случувања, против градскиот фудбалски клуб Тиквеш е покрената дисциплинска постапка и случајот е предаден на дисциплинската комисија на Фудбалската федерација на Македонија. На вториот надпревар помеѓу Силекс и Шкендија инцидентите се случиле по завршувањето на надпреварот. Фудбалерот на Шкендија, Имран Фетаи, оштетил врата од службените простории удирајќи ја со нога. За настанот е направен и полициски записник и е земена изјава од играчот. Дополнително, шефот на стручниот штаб на Шкендија, Јетон Бечири, се однесувал некоректно кон припадниците на Министерството за внатрешни работи, упатувајќи вербални навреди во службените простории. Заради горе наведеното, Комисијата за надпреварување при Фудбалската федерација покрена дисциплинска постапка против фудбалерот на Шкендија Имран Фетаи и против шефот на стручниот штаб Јетон Бечири, и истите се предаваат на дисциплинската комисија. Воедно, Шкендија е задолжена во рок од 15 дена од одигрувањето на надпреварот да постигне договор со фудбалскиот клуб Силекс за надомест на причинетата штета и писмено да ја извести Комисијата за надпревари на Фудбалската федерација за регулирање на обврската. Фудбалската федерација на Македонија воедно ја информира јавноста дека Ван Чешиков повеќе не е дел од стручниот штаб на А репрезентацијата на Македонија. Селекторот Гоце Седловски во наредниот период дополнително ќе одреди замена за неговата позиција. Прв асистент на Седловски останува Борче Христов, додека во стручниот штаб се уште Ерхан Селими, Гого Јовчев и Мартин Христов. Во Фудбалската федерација на Македонија исто така потврдија дека е донесена одлука за раскинување на договорот со Љупчо Трајковски. Трајковски беше ангажиран како тренер во Спортската академија на Фудбалската федерација за генерација 2011 и асистент на селекторот Горан Станковски во репрезентацијата до 15 години. Мини олимписки игри за основците од две училишта денеска се одржаа во Кавадарци.
За прв пат Кавадарци е домаќин на мини олимписки игри. Предходната година мините олимписки игри се одржаа само во Скопје, меѓутоа оваа година решивме малце да го прошириме целиот овој настан и да го одржиме во Гевгелија, Кавадарци, Куманово и Скопје. Кавадарци досега мора да признаеме дека се покажа како одличен домаќин. Моментално имаме 150 деца кои што се надпреваруваат во духот на олимпизмот. Значи преку овој настан ние ги промовираме олимписките вредности. Пријателство, ферплей, единство, почит, така што се надеваме дека и понатака ќе имаме можност да соработуваме и да ги приближиме децата до олимпизмот. Станува збор за деца од 5 до 9 оделенија. Учествуваат две училишта, за училиштата ќе може да каже повеќе Горица, бидејќи она беше нашиот координатор во изминативе 6 месеци. Добро слушавте, 6 месеци децата има период каде што се адаптира и ги изучува овие вежби за денеска да го покажат својот најдобар перформанс. Македонскиот олимписки комитет покрај тоа што на учениците им доделува медали, сертификати, маички, трофеи за најдобрите тројца. Исто така донираме и опрема, покрај спортска опрема, наставниците кои што се дел од самиот проект имаа можност да одберат што на нив им е потребно за одржување на самиот тек на наставата. Така што Македонски олимписки комитет донира опрема во износ од $3,000 за двете училишта, спортска опрема и останати реквизити потребни. Оваа година како пресрекни сме што имаме можност еве и Кавадарци да е домаќин. Благодарност секако и до локална самоуправа и градоначалникот за поддршката што ни ја даваше изминатиот период. Училишта кои што учествуваат се Димката Ангелов Габерот, како и подрачното училиште во село Сопот и училиштето Гоце Делчев. Во 75 ученици од секој училиште се надпреваруваат денес. Вкупно 10 наставници ангажирани за промовирање на овие вредности, значи не се само наставниците по спорт, туку и другите наставници, затоа што сепак олимписките вредности не се само во спортот, пријателството, ферплей може да се применат во било кој предмет. Значи има интензивна 6-месечна подготовка каде во текот на самите наставни содржини наоѓаа некакви начини да ги мотивираат децата и да ги промовираме овие вредности како еве една круна на целата ова 6-месечна работа ни се денешните игри пред се. Надпревар да, меѓутоа ова дружење и самата еуфорија од учениците тоа што навистина не прави среќни. Сите сме победници, за сите учесници има медали, за сите учесници има и маички и секако трофеи за најдобрите. Меѓутоа сите одат дома како победници, сите одат дома со медали за самото тоа што допринесува овој настан да биде како што може да видите во најдобар ред. Следува временската прогноза. Променливо облачно со сончеви периоди, ќе дува слаб до умерен, а наместа долж по Вардарието повремено засилен ветер од јужен правец. Температурата ќе се движи од 6 до 26 степени. Тоа беше се во ова издание на Дневникот на КТВ телевизија. Ви благодариме што бевте со нас и имајте пријатна вечер.